Штрајк со глад. Каде е мојата сопруга? Со солзи во очите очајнички прашува Дејан Јанков, сопруг на исчезнатата Злата Јанкова од Свети Николе. 45-годишната Злата Јанкова од Светиниколското село Орел последен пат е видена на 16.6.2024 година, нешто околу 15 часот. Од тогаш и се губи секаков траг. Од вчера нејзиниот сопруг започна штрајк со глад пред полициската станица во Свети Николе. Дејан вели дека ќе остане таму и ќе гладува се додека институциите не превземат конкретни чекори и не добија одговори за судбината на неговата сопруга. Тој пред нашата камера раскажа дека се одлучил за ваков потек, бидејќи по речиси 2 години од нејзиното исчезнување се уште нема ниту одговори, ниту пак информации за неговата сопруга, со која биле во брак 33 години и имаат 2 деца. Пораката е да се траже Злата и сите исчезнати лица. Од државата има пред Злата 430 исчезнати лица. После Злата има уште 30. Сите лица не ги стават на страната на Мавара. А ќе останемо тука додек не испаднат и да ни дадат информации. Што е сработено или ако не е сработено, па нека испаднат да ни кажат дека не е сработено. Сопругот кој веќе 21 месец преживува голгота, пред камерата на 24 се наврати на последните денови пред исчезнувањето и тврди дека не забележал ништо поинако од вообичаено. Се си беше во ред последните 9 дена, отивана беше на одмор 5 дена, со викенди 9 дена, ностоп бемо заедно, полагаше си за кола пред да исчезне. Тоа беше ден недела, у петок беше вози градска. Дејан тврди дека Злата имала мобилен телефон со неа кој бил достапен и 20 часа по нејзиното исчезнување, но истиот се уште не е лоциран. Братот на Дејан, кој исто така чека одговори, вели дека единствено овој чекор преостанал за да допрат до институциите. За жал, дотичните господа не се ни потрудија, не ни пробаа да влезат во случајот да пробат, да откријат која е причината или каде и што се случило, каде е снагаме и што се случило со неа. За жал, тоа е реалноста од прв ден до денес. 24 побара одговори од МВР. Оттаму велат дека МВР има распишано меѓународна објава и дека Министерството превзема низ оперативни мерки за нејзино пронаоѓање. Со подршка на специјални полициски единици, вршен е преглед на терен, водно и воздушно пребарување и наблюдување, како и прибирање на оперативни информации, повикување на лица на службен разговор, а ставени се и лица на полиграфски испитувања. Од страна на единици, ловни друштва и локалното население, по долг период пребарување теренот во поблиско и подалечно обкружување, но до овој момент не е дојдено до информација или траги во врска со лицето. Од МВР исто така додаваат дека потрагата полицијата продолжува во континуитет се до нејзино пронаоѓање.